Добар ден, ученици! Добре дојдовте на денешната лекција по предметот германски јазик во 8 оделение Das hat total genervt, тоа навистина оди на нерви. Како што веќе се запознавме, перфектот е минато свршено време и се користи за искажување на минати дејства. Перфектот се образува со помош на помошните глаголи haben или sein и партици перфект од главниот глагол. Да се потсетиме дека помошните глаголи haben или sein стојат на второ место, сменети во сегашно време според лична заменка, а главниот глагол стои во партици перфект на крај од реченицата. И правилните глаголи завршуваат на те, пример, machen, hat gemacht, додека пак неправилните глаголи завршуваат на наставката en, geben, hat gegeben. Сега да погледнеме неколку реченици и при тоа да видиме кои од дадените реченици се по перфект. Gestern war Janiks erster Schultag. Вчера беше првиот училишен ден на Јаник. Die Oma hat ihm eine Schultüte gegeben. Nadjas Tag war auch schön. Значи, од овие три реченици можеме да видиме дека само втората реченица е по перфект, со тоа што уште еднаш ќе се потсетиме на правилото дека на второ место имаме помошен глагол haben, а на крај од реченицата стои глаголот во партици перфект и тоа е глаголот gegeben. Овој глагол е неправилен глагол затоа што завршува на наставката en. Значи, geben дава, hat gegeben даваше. Понатаму. На следниот слайд и двете реченици ни се во перфект. Јаник ist zum ersten Mal in die Schule gegangen. Јаник за прв пат отиде на училиште. Овде непознат збор ни е zum ersten Mal, за прв пат значи. Понатаму. Dann haben alle in der Pizzeria gegessen. Тогаш сите јадеа во пицерија. Овде имаме глаголот gegessen, односно тоа е од глаголот essen, hat gegessen, и во првата реченица gehen, ist gegangen. Овие се неправилни глаголи, исто така како и претходниот глагол, зато и со тоа завршуваат наставката en во перфект. Одиме понатаму. Следните реченици се Papa hat Janik ein Computerspiel geschenkt. Таткото на Јаник му подари една компјутерска игра. Овде помошниот глагол стои на второ место, како што е правилото, и е глаголот hat, а hat е затоа што е сменет во трето лице еднина. Папа е трето лице еднина и глаголот haben во трето лице еднина гласи hat. Geschenkt е глаголот и овој глагол е правилен и завршува на те. Die Mutter hat für Janik und Nadja Klamotten gekauft. Мајката купи за Јаник и Надја алишта. Овде повторно е помошниот глагол гласи hat, затоа што die Mutter е трето лице еднина, а глаголот haben во трето лице еднина, да повториме дека гласи hat. Schenken е подарува, во перфект ќе биде hat geschenkt, kaufen купува, во перфект ќе биде hat gekauft. И последната реченица, der erste Schultag von Janik war schön, во оваа реченица немаме употреба на перфектот. Сега понатаму, видовме досега како се образува перфектот кај правилните и кај неправилните глаголи и кои наставки се за правилен, а кои наставки се за неправилен глагол. Меѓутоа, во германскиот јазик има глаголи, посебна група на глаголи, кои што завршуваат на ирен. Завршуваат на ирен како што се организиран, репариран, телефониран, пасиран. И сите овие глаголи кои што завршуваат на ирен, перфектот го прават со тоа што кај овие глаголи нема ге на глаголот, кога прават перфект, и завршуваат на буквата Т.
Значи, ќе биде организиран, hat organisiert, reparieren, hat repariert, телефониран, hat telefoniert. И овде имаме исклучок, значи досега приметивме дека перфектот овие глаголи го правеа со помошникот глагол haben. Овдека имаме еден исклучок, кај глаголот пасирен, и тоа е пасирен, ist passiert. Овој глагол ќе запамтиме дека перфект прават со помошниот глагол sein, односно по зависност од лицето. Доколку лицето е трето лице, ќе биде ist и така натаму. Ајде да ги погледнеме овие двете реченици како ќе бидат со употреба на перфект, каде што имаме глаголи со iren, кои што завршуваат. Die Mutter hat eine Party organisiert. Мајката организираше забава. На второ место е помошниот глагол haben, сменет во трето лице, затоа што die Mutter е трето лице еднина. Организијат е на крај, нема ге и завршува на наставката те. Ines hat lange telefoniert. Ines е трето лице еднина, затоа помошниот глагол haben е сменет во hat и телефонијат е во партицип перфект, завршува на наставката те и немаме наставка ге. Се надевам дека ова ни е јасно и за да го утврдиме понатаму нашето знаење, за се ова што објаснувавме за глаголите кои што завршуваат на iren, сега имаме една вежба со што ќе го утврдиме нашето знаење. Значи, треба да ја напишеме точната форма во празнините. Да внимаваме, уште еднаш да се потсетиме, дека на второ место треба да стои глаголот haben или sein, сменет според лице, и на крај треба да стои глаголот во партицип перфект, односно, кај овие глаголи кои што завршуваат на iren, да внимаваме дека ќе завршат на те, на ставката. Значи би било организиран, hat organisiert. Погледнете ги речениците. И сега да провериме дали овие реченици ни беа јасни и дали ни се точни. Точните реченици би гласеле вака. Heute ist in der Klasse viel passiert. Der Lehrer hat den Computer repariert. Max hat in der Stunde trainiert. Alle haben Julia gratuliert. Значи, помошниот глагол ist е на второ место, а глаголот во перфект е passiert во првата реченица. Во втората реченица hat е помошниот глагол, а глаголот во перфект е во партицип перфект е repariert. Во третата реченица повторно имаме помошен глагол hat, глаголот во партицип перфект е trainiert и alle haben Julia gratuliert. Haben е во помошен глагол и gratuliert е глаголот во партицип перфект. Исклучок е од помошниот глагол е глаголот passiert, каде што прави перфект со помошниот глагол sein. Благодарам на вниманието.